Добро вечер во топ тема на ваша страна. Вечерва од Универзитетот ФОН. Ексклузивно премиерот Зоран Заев во Таунхол девата по една година владење ќе одговара на најжешките прашања. Уште позначено што тоа е тука во при крај или во финишот на преговорите за решавање на спорот за името. Главниот збор ќе го има публиката. Го повикувам премиерот Заев. Добро дојдете. Добро дојдете. Добро. Премиере Заев, ќе почнеме од она што е во моментот најактуелно и што верувам дека јавноста навистина со нетрпение го очекува, откако 2 недели се најавуваше вашиот телефонски разговор со грчкиот премиер Алексис Ципрас. Денеска се слушнавте, 1 час разговор е навистина долг. Дали е постигнат договор? Добро, ние објавивме во јавноста, но дозволете претходно да ги поздравам сите гледачи. Комплименти за ваквиот вид на дебати и требат на Македонија секако вид на дебати со перспективни млади луѓе, општественици, професори, универзитетски бизнисмени, овде присутни граѓански организации и слично. Разговаравме навистина 1 час. Се работи за историски договор, за нешто кое што е вредно да го има целото наше внимание. Зборам за двете страни. Остана утре повторно да се слушнеме, надевајќи се дека навистина можно да го направиме исчекорот. Јас сум оптимист, знаете, од почетокот, тоа што можам да го кажам ексклузивно овде во емисијата, веројатно мојот оптимизам ќе се оствари. Значајно ми е тоа, но конечно ќе биде кога ќе биде конечно се. Јас се надевам дека тоа ќе биде утре, но навистина имам право да зборувам со оптимизмот, заради тоа што не само желбата, не само трпението, туку многу стручност, професионалност, посветеност на многу луѓе кои што помогнаа, дури и на државните институции кои што беа вградени директно во овој преговарачки процес со сите детали. Она што е наша конечна цел секако да добиеме фер договор, заснова на факти, кој што ќе ојакне нашиот идентитет, конечно ќе не стави на маса со сите прозападно ориентирани земји, каде што сакаме да припаѓаме, а тоа е НАТО и Европската Унија, каде што рамноправно, столче до столче, рамо до рамо, ќе го јакнеме нашиот идентитет, нашата посебност, а секако и ќе подобруваме економијата, ќе отвараме перспективи, со надеж тоа што ни го викат пред се младите, дајте ни мотивација да останеме дома, тоа е многу важно, а нашата надеж е дека ќе создадеме навистина перспективни, благопријатни околности во нашата Македонија и да се вратат и оние млади кои што веќе замина. Да се вратиме конкретно на договорот. Во овој момент на една грчка телевизија министерот за надворешни работи на Грција Никос Кодзијас исто така е на интервју, тој рече дека вие сте дека сте дале согласност за името, за промена на името и дека тоа би требало вие да го соопштите. Ке ни го соопштите? Редот е двајцата премиери и редот е тоа да го направиме истовремено. Јас не можам да следам затоа што сум гостин овде, што е кажано, но би сакал да останам принципиелен на тоа што го разговараме. Желбата е присутна во двете страни да се најде договор, да се најде решение. Истовремено, знаејќи го целото тоа ред е да ја почитуваме другата страна и се што имаме детали околу оваа работа да ги соопштиме. Знаете, во еден момент во преговорачкиот процес кога имавме детали, не се либевме, буквално не се криевме, ги соопштивме не само деталите, соопштивме кои си нашите ставови. На Македонија и треба лидерство, мене ми е драго што ако се постигне договорот, граѓаните ќе бидат конечни преку референдум, но при тоа честно е политичарите да ги соопштат своите ставови, сите детали внатре, тоа што добиваме, кои се предностите, зошто треба овој повеќе од четврт век проблем кој што ја буквално влечи назад нашата Македонија, како придобивки што ќе ги донесе со неговото решавање како проблем, и убеден сум дека со доволна доза на внимание и стигнавме до тука, треба да обстоиме до крај да внимаваме. Некои викаат, абе знаат луѓето, човек, знаат, збораат, се зборува за тоа. Честно е да заштитиме другата страна, честно и тие да не заштитат нас. Честно е да ги изодиме процесите со претседателот на државата, со шефот на опозицијата, другите лидери. Колку што е и честно, колку што е исто честно да споделиме со граѓаните. Прво
јавноста, како ќе оди тоа соопштување, доколку се постигне договор сега? Ако имаме договор, треба да ги договориме и тие детали. Значи, логично е да правиме заедно, за да не направиме повреда кај едната или кај другата страна. Веројатно ќе оди паралелно целиот овој процес, но јас, некој ќе каже, сум непоправлив оптимист по вакви прашања од национален карактер, важни за сите граѓани, за иднината на нашата заедничка Македонија. Убаво би било да сите политички чинители стоиме заедно, без разлика дали се тоа обшествени како премиер, председател на државата, парламентот и слично, но и политичките партии, власт, опозиција, помалите, поголемите, помалку бројните етнички, повеќе бројните етнички, македонските партии. Убаво е по вакво прашање да застанеме заедно и ќе сторам се со целата доза на внимание, да секој го информирам и го поканам на еден начин да се приклучи. И во тој дух јас навистина очекувам еден позитивен аспект дури од опозицијата, заради тоа што е едно јасно, и тие се за НАТО и за ЕУ. Јас немам дилема, најголемата опозициона партија. А сите знаеме дека нема НАТО без решение на овој проблем. А сме толку на дофатот. Истовремено знаеме што значи НАТО. Стабилност, безбедност, сигурност, но значи економија, значи инвестиции, работни места. Европската унија значи вредности, значи правда, значи нешто кон кое што копнееле генерации и генерации наши македонци и граѓани на Македонија. Договорот не можете очигледно да откриете, како што рековте, во договор со грчката страна, меѓутоа некои чекори веќе се објавија. Дали би се дувало брзо гласање во парламентот на овој меѓународен договор, доколку... Тоа што веројатно е и познато заради тоа што се зборуваше на лидерската средба, чекорите и тогаш кои што ги зборувавме на лидерската средба се поприлично тие. Ние инсистиравме Македонија да има референдум. Ние инсистиравме Грција да нема референдум. И согласно тоа, логични ќе бидат чекорите, секој да го заврши својот дел. Така да во тој аспект многу е важно да ги фатиме вака чекорите, при кои што ќе добиеме покана од НАТО, знаејќи дека на 11 и 12 е самитот на НАТО, истовремено да добиеме датум за преговори, односно покана за почеток на преговори од Европскиот совет, кој што е 28 и 29 јуни. Согласно тоа, ние треба да направиме чекори, Грција да направи чекор. Ние ќе правиме чекори, Грција ќе направи чекор. Договорот би требало да биде, аз верувам дека ќе биде конечно, ако се успее со тоа, и за стратешко партнерство. Значи, ќе имаме еден поддржувач повеќе, еден партнер на Македонија повеќе во нашите интегративни процеси, затоа што взаемен ќе биде интересот. Колку брзо чекориме кон интегративните процеси, толку брзо ќе биде имплементирањето и на договорот кој што го постигаме. И тоа е фер однос на двете страни. Така работат пријатели. Јас кога зборував за пријателството, на вистина и помеѓу министрите и помеѓу нас премиерите се изгради, го споделувам тоа отворено, сакам граѓаните да го градат тоа пријателство. Овој договор ќе има и дух, веројатно се во договор не се става, но во договорот мораме да го следиме и понатаму и духот, за да го градиме пријателството. За кавга е лесно да направите кавга, но во таков еден амбиент јас сум убеден дека наша Македонија добива многу. Уште едно прашање пред да го остапам просторот на нашите гости во публиката. Она што очигледно ги одолжи малце овие последни моменти или пред финишот на евентуалниот договор, и она барем во јавноста што излезе, е околу промената на македонскиот устав. Дали тука заглави договорањето и дали тоа ќе оди во некакви фази? Деталите кои што ги разговаравме беа деталите поврзани околу правно-формалните аспекти. Треба да знаат граѓаните, мислам дека тоа веќе не задира во можноста за решавање утре или обелодонување или приближување кон можност за договор. Требаше да знаеме што прави Обединетите нации при договор. Дали гласа Совет за безбедност, дали не гласа. Тоа го проверивме. Целото ги знаеме чекорите, треба да знаат дома сите чинители, треба да знае и во грчката јавност сите чинители и нашите институции да бидат подготвени за тоа. И тоа е добар дел, значи имаме тука поволни околности. Вториот дел е самиот договор да се состави, затоа што правно-формални аспекти, тоа што го разговарате треба да го ставите на хартија и да го гледате секој аспект на договореното кое што е. И третиот дел се чекорите на неговата имплементација. Сите тие три аспекти беа важни, на кои што посветивме доволно внимание, заради тоа што лесно е да објавиме постулати и принципи на некој договор. Веднаш преспиваат граѓаните, ќе не прашат утре, добро, дај да видиме.
Да видиме што е суштината на договорот, кои се чекорите, како тоа во Обединетите нации ќе се рефлектира, имплементира и слично. Тие прашања треба да ги дадеме како одговор, така да тука бевме генерално насочени. Во ред, сега сум сигурна дека и во публиката со нетрпение очекува да ги постават своите прашања. Андреа Стојковски од Евротинг, повелете. Добро вечер. Андреа Стојковски, Евротинг, Центар за европски стратегии. Господине Заев, знаеме зошто се преговорите за решување на спорот за името, првенствено заради нашите перспективи за ЕУ и за НАТО, иако да не заборавиме дека тоа значи подобар живот за граѓаните во државава. Јас имам две прашања кои што се однесуваат на процесот потоа, бидејќи веќе го поврзавме со ЕУ и со НАТО, или го поврзуваме постојано со ЕУ и со НАТО. Ако го имаме во предвид нон-пейперот, иако зборуваат дека тоа е непостоечки документ, дека е не е јавен, дека не е формален и така натаму, што прави владата за да ги разубеди партнерите во ЕУ или државите членки во Европската Унија за суштинските реформи кои што треба да се случуваат во државава или се случуваат во државава и зошто Македонија треба да добие датум за почеток на преговори. И од друга страна слушнавме во последно време во јавноста се зборува дека веќе се подготвуваат тимови за преговори, дека нема да си дозволиме да ја направиме грешката на Србија. Ова беше изјава на вашата вице-премиерка на конференција која што ја организиравме ние минатата недела. Нема да ја повториме грешката на Србија и ќе бидеме многу поподготвени со тимовите за преговорите со Европската Унија. Каде ја гледате улогата на граѓанското општество овде? Бидејќи во неколку наврати вас ме слушнале дека упатувате покана за граѓанското општество или зборувате дека владата е отворена за граѓанското општество и овој процес во кој што треба да учествуваме, зошто тогаш не учествуваме уште од самиот почеток на договарањето на преговарачките структури? Благодарам. Добро, благодарам на прашањата. Прво за нон-пейперот, јас зборав и во парламентот. Тоа е документ кој што се појави на некои 2-3 недели пред самитот на Европската Унија во Софија за земјите од Западен Балкан. И тоа е отворена дебата внатре помеѓу земјите членки и сите знаеме дека одредена резерва за проширување воопшто, не према Македонија, имаат неколку земји, Франција, Холандија, Данска или слично, и тоа го кажуваат како потреба од првична реформа во Европа, за да може да биде поприфатлива, попримамлива за земјите кандидати, меѓу кои што и Македонија, која што очекува добивање на датум за преговорите. Секако тие во тој документ напишале одредени слабости на Македонија. Ние ги констатиравме тие слабости. Ние почнавме реформи во правосудство, прва фаза е завршена. И тоа само во легислатива, нема имплементација уште ова, втора и трета фаза следуваат и слично. И тие се работи во кои што искрено разговараме со земјите членки на Европската Унија, со Европската делегација, со Европската комисија и слично, но владата прави напори и тие ги знаат сите наши детали, планови, напори кои што ги правиме, за да ги отстраниме во процесот кој што предстои пред нас, сето она кое што досега е нотирано како нешто што не е завршено, односно треба доправа да се завршува, но најголемата работа што ја правиме е дополнителната мотивација да се изнајде решение на проблемот кој што Грција го има со нашето име, за да можеме буквално да ги оставиме без аргументации, знаејќи дека земјата ни наша има од 2005 година кандидатски статус, има неколку 7 безусловни препораки и апсолутно да ги донесеме исправени пред одлука во која што знаат дека перформансите и капацитетите на државата веќе се во полнек и сме подготвени за целиот реформски процес што следува пред нас, а истовремено и ваков проблем 25 годишен со европски манери на билатерално ниво се решава. Целото тоа јас верувам дека само ќе помогне на Македонија да го добие датумот за преговорите, односно ќе помогне и пред земјите членки. Бидејќи овој реформски процес не може да се заврши до 28 кога е Советот, дали со овој договор со Грција веќе се е и гарантирано дека Македонија ќе добие датум за преговори покрај нон-пейперот, дали овие две или неколку држави се убедени? Како ќе се изјаснат земјите членки на Европскиот совет, никој не може да каже, но знам дека ќе ги оставиме без аргументи за да донесат позитивна одлука со консензус како што одлучува Европскиот совет. Односно, прашањето е, еве што ако неколку земји стават резерва? Дали Македонија
има друга алтернатива, освен напредокот кон Европската Унија. Јас се надевам дека ако имаме договор на времено, тоа ќе влијае дури и кај оние земји членки кои што имаат одредени резерви, напоменувам кон проширувањето, не кон Македонија. Јас зборував со претседателот Макрон, зборував со премиерот Руте на Холандија. Тие дават комплетни комплименти за тоа што е направено за една година во Македонија, знаејќи каде бевме. И нема дилеми во таквиот процес. И верувам ако покажеме европски манири на начин на решавање на вакви проблеми, како што покажавме со пријателството со сите земји, со Бугарија со договорот, еве и со Грција нема веќе билатерални проблеми отворено од Македонија со сите други наши соседи или со било која друга земја, тогаш дефинитивно ги минимизираме шансите да направат проблем. Второто прашање, дали се подготвени тимовите за преговори, исклучиво ќе ги подготвуваме со капацитетните фактори од нашето општество. Најголем дел се во граѓанскиот сектор, универзитетската фела, бизнис заедницата, се зависи во целиот дел на подготовка на преговорите. Јас уште еднаш ќе потврдам, јавно зборувам за тоа. Политичките партии кои што земат своја одговорност во извршната власт не може да се носат со капацитетот кој што е надвор од политичките партии кои што влегуваат во власт. И имаме огромен капацитет во граѓанските организации, во професионализмот преку универзитетската заедница, тука се професорите универзитетски, многу стручна јавност која што постои во Македонија. Јас сум убеден дека ќе бидеме максимално мудри да ги искористиме сите капацитети. Од почеток на подготовка на преговарачките тимови и самиот процес на преговорите. Така да немаме дилеми, ние ќе разговараме веднаш за ова прашање. Многу прашања. Сефер Тахири, професоре, повелете вие со вашето прашање. Ке ве замолам за малку по концизност во поставувањето на прашањата, да навистина имаше голем интерес. Повелете. Постои едногласност, има разлики во партијата околу прашањето на името, бидејќи има некои спекулации за враќање на... Имаме малку проблеми, да. Поверете уште еднаш. Значи, прашањето ми е дали има разногласие или пак има едногласност во СДСМ за прашањето на името, бидејќи има шпекулации за враќање на Бранко Црвенковски на политичката сцена, некој велат да ви помогне, веројатно доаѓајќи од спротивни, значи медиуми кои што се опозициони, не мислам дека баш е тоа намерата. И идејата ми е дали сте слушнале за гласини внатре во партијата, надвор од партијата, дека може некој да се организира, значи условно кажано да ве симна од лидерската позиција и дали воопшто имате комуникација со Црвенковски? Благодарам. Добре, еве вака. Прво, чувствително е прашањето. Што и да се отвори како дебата е легитимно во Македонија. Јас сум многу среќен што мојот социјалдемократски сојуз е унисон по оваа прашање. Ние имавме сериозна дебата на Централниот одбор во проширен состав, каде што беа присутни луѓето и по функција, не само членовите на Централниот одбор, со сите детали во моментот на дебатата која што ги имавме. Сум среќен што добив голема поддршка и пренесено властување. Впрочем, знам дека и претседателот поранешен на државата и на мојата партија е за НАТО и за Европска Унија, е за изнаоѓање решение и апсолутно ова ќе го вкрстам само во доменот на шпекулациите. Не само Социјалдемократскиот сојуз. Во владата сме единствени по прашањето. Во парламентарното мнозинство сме единствени по прашањето. Веројатно знаат малку повеќе детали сите партиципиенти во извршната власт и во парламентарното мнозинство и тоа им дава причина да бидат уште поединствени. Така да вчера моравме заедно и да ручаме со министерот Димитров да ми биде гостин во Струмица за уште еднаш да испратиме дека нема дилеми. При тоа работевме секако подготвувајќи се за можен разговор со премиерот на Грција, да искреираме одредени правно-формални аспекти кои што се разговараат од сето она што го разговарав, така да сме единствени. Јас сум растаретен политичар. Јас верувам дека Македонија неколку работи морала досега да научи, една која што е поврзана со мене, јас верувам дека сум ја научил. Не се водам од математиките за рейтингот, политички или било што. Македонија
Македонија да ја ставиме на отворениот автопат, на пругите да кинисе, да оди напред. Рековме да добие имотен лист, да упишеме во катастар конечно, да бидеме земја како сите земји, нормални. Тоа е нешто кое што ме води. Веројатно со одлуките како лидер, како шеф на владеачката коалиција и премиер, најголема ќе биде одговорноста кај мене. И не бегам од таа одговорност. Но ние политичарите сме менлива категорија. Државата е таа заради која што постоиме. И од тој аспект сум убеден, знаејќи алатката, граѓаните ќе се изјаснат на референдум. Јас ќе бидам првиот што ќе го соопштам мојот став. Да знаат граѓаните зошто мојот став ќе биде про договор, за договор, со сите детали и со сите аспекти. Тогаш е честно граѓаните и да ги заземат своите позиции по ова прашање. Секако на крајот тоа е и за НАТО, и за Европска унија, но и за билатералната соработка со Грција. Ние имаме големи перспективи на соработка со Грција. Многу прашања добивме и на социјалните мрежи. Рековте дека ќе објасните. Добивме прашање дали ќе има јавност увид во целиот договор пред да го подпишете. Едното прашање. Веројатно да, заради тоа што сакаме само да ги запазиме аспектите на информирање на политичките чинители. Владата мора да си донесе одлука предходно да се случи тоа и веројатно ќе го соопштиме пред актот на подпишување. Нешто слично како со Бугарија, како се Роберт договори. Милевски прашал, пред изборите изјавувавте надворе од думот некој да помисли на промена на уставното име. Со тие ветувања дојдовте на власт. Се покажа како лажни. Треба да разбереме сите дека со решение на ово горливо прашање го јакнеме нашиот идентитет. Го јакнеме она што е македонштина, македонски јазик, македонци, македонка, насекаде. Нема повеќе да се срамиме кога наши спортски тимови напуштале над преварување заради тоа што некој не сакал да го промени тоа што пишува пред самата репрезентација или слично. Конечно ќе бидеме горди граѓани на нашата земја, Република Македонија, која што апсолутно ќе биде рамноправна со сите земји. Треба да сватиме сите дека перспективи во интеграцијските процеси не можеме без решавање на овој проблем. И апсолутно свесен пред предизвикот пред кој што сум исправен и јас, но повеќе мојата, нашата земја. Одлуките мора да ги носиме, ако сакаме буквално да ги отвориме сите перспективи кои што и текако овие наши работливи граѓани ги заслужуваат да живеат подобар, поквалитетен живот, со достоинствени перспективи, со мобилност на секаде по Европа и по светот, со нешто кое што ќе биде, реков, благопријатно да се живее овде и да се чека деца и внуци овде. Уште еден сличен твит, повторно поврзан со уставот, Ристо разбираш Твитер. Дали се чувствувате засрамено по тоа како Ципрас ве натерал да прифатите Ерга Омнес? При тоа пуштајќи го гафот и Линденска. Така гласи Твитер. Значи, за ставовите мои апсолутно отворено зборувам и ги кажувам јавно и немам никакви предрасуди да дебатирам. Јас сум се нафатил да бидам мандатор кој што формирал влада. Јас ја водам владата на Република Македонија. И апсолутно моите суети сум си ги оставил дома и апсолутно ги споделувам сите мои чувства, сите мои ставови, сите мои позиции, предходно оформени со тимот, со владата, со парламентарното мнозинство. Во тој момент, кога имавме нешто кое што беше прифатливо за двајцата премиери, јас го соопштив нашиот став јавно. И апсолутно жалам што не помина Илинденска Македонија во грчкиот амбиент на политички чинители. Веројатно тоа беше одлично решение. Решение кое што апсолутно е фер решение и верувам дека беше многу прифатливо за сите чинители во Македонија, но секако преговори се. Како што знаат да кажат политичарите, преговорите одат горе и доле. Пресериозно прашање и апсолутно немам резерви ни па предрасуди дали тоа некој нешто направил или слично. Јас гледам дека премиерот на Грција се труди и искрено сака да најде решение заради тоа што верува дека решението на овој проблем е добар и за неговите граѓани и за Република Грција. Уште едно прашање во врска со преговарачкиот процес. Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Благодарам. Нема да прашам јас за Бранко и СДСМ, ама ќе прашам за Иванов и ВМРО. Односно, како мислите да ги убедите, особено ако се точни предпоставките за можното решение да задржиме идентитетот, меѓутоа да попуштиме на работите што Грција сакаше, со оглед на тоа што Иванов се изјасни дека е против Ерга Омнес, ВМРО ДПМН е против промена на уставот.
И особено, земајќи предвид нашата анкета од пред 2 месеци, дека 47% од граѓаните се против било каква промена, а само 10 до 15% е поддршката за секој од поединечните можни решенија, иако сите заедно беа 53, значи има некој кворум за некаков компромис, меѓутоа за поединечните решенија, дали ќе биде ергомнас или вака или така, се само 10 на 15%, како ќе не убедите сите нас во ова решение до евентуалниот референдум во септември за мнозинството да даде поддршката. Со објавувањето на можен договор, јас верувам дека граѓаните ќе ги имат сите аргументации, сите факти, сите информации согласно договорот и така полесно ќе оформуваат мислење. Прашањето трае од самостојноста на Македонија буквално, или еве повеќе од 25 години и лавирало од секој можен аспект, и мене ми е многу логично и нормално она што го знаат граѓаните така и да се изјаснуваат. Мене ми е значајно кога ќе соопштиме сите детали, ќе знаат граѓаните дека договорот е фер, е на основа на факти и го јакне нашиот идентитет и нашето достоинство и немам дилема во таа работа. Јас силно верувам во тоа што го договараме, дај Боже и да го договориме на самиот крај. Истовремено сакам да искористам приликата и секој пат тоа го правам, да ја повикам и опозицијата, и ВМРО ДПМН, и претседателот Иванов, ако сме за НАТО и за ЕУ, честно е да кажеме дека тоа е возможно само со решение на проблемот. Јас сум подготвен да ја преземам целата одговорност. Може да го посочат прстот на Заев и на оваа влада. И може да кажат да, заради НАТО и ЕУ ние не сакаме да правиме обструкции. Може да бидат флексибилни. Но ова е прашање на кое што ќе видиме кој вистински е за НАТО и за ЕУ, некако уцена, некако закана. Туку во делот на гледање со чисти очи на фер и коректното решение засновано на факти, кое што дополнително и дава сериозни перспективи на Македонија. Ако сме сите за НАТО и за Европската унија, ако сите гледаме дека си изгубивме младите, миграцијата не сопрува дури ни со промена на власт. Зошто? Ке има повисоки плати. И во здравство, и во администрација, и во приватните фирми. Но не е доволно тоа. Им требаат перспективи новија млади луѓе. Затоа е многу честно и одговорно секој да се постави од позициите кои што ги има. Не би бил честен ако не кажем дека е прво мојата одговорност. Веројатно ризикот е и тој и политички да завршам. Но ако на Македонија отвориме перспективи, ако Македонија има иднина, тоа е вредно. Вредно е да застанеме сите и во тој домен секој пат со внимание разговарам и со претседателот Иванов, и со господинот Христијан Мицковски, и со другите чинители. Мора да застанеме честно према државата, да размрдаме тоа главата и да кажеме што е моментот на одлуката. Граѓаните не бират на изборите да носиме одлуки. И честно е ние да ги кажеме нашите ставови пред граѓаните да се изјаснат. Тогаш е фер и коректно. А при тоа опозицијата и како може да остави своји резерви, но да подржи. Да подржи процес кој што секако и граѓаните би биле охрабрени од нив, а секако и тие ќе им дадат фидбек за да на крајот подржуваат и процес понатаму во имплементацијата на договореното. Председателот Иванов отворено го кажува своето противрење и во рацете може би има уште едно вето околу потпишување на евентуалниот договор кој би се изгласал во парламентот. Како тогаш ќе постапите? Тоа би било услов и да се одржи референдумот? Следува референдум, тоа го знаам јас, го знаете вие, го знаат граѓаните, го знае и претседателот Иванов. Ќе значи спречување на Македонија да стане членка на НАТО и Европската унија. Затоа што после ратификацијата на договорот во парламентот во Република Македонија, Грција испраќа писмо до НАТО, испраќа писмо и до Европскиот совет. И ако претседателот не направи потпишување на евентуално гласање на договор за ратификација во парламентот, тоа само ќе значи да не добиеме поканата од НАТО или да не добиеме датумот за преговори со Европската унија. Затоа што после тоа следува референдум. Граѓаните ќе се изјаснат на референдум. И тука треба да ги соопштуваме после тоа сите наши ставови. Јас сум храбар, верувам и позитивен и го кажувам мојот став. Јас сум должен тоа да го правам. Другите не се должни. Претседателот Иванов, опозицијата може да почекат на референдумот, може да видат како граѓаните, па после да се изјаснат за своите ставови. Така да јас верувам дека претседателот на Република Македонија и мисли добро на државата, знам дека е тоа така, не само што верувам, знам дека е така и знам дека нема да дозволи тој да и даде причина на Грција да не пушти писмо до НАТО алијансата или до Европскиот совет за Македонија да чекори кон интегративните процеси. Имам уште едно прашање од студент на ФОН, Владимир Стрезовски. Микрофонот ако може.
Почитувам премиере, Владимир Стрезовски, студент на ФОН универзитет. Сведоци сме за напорите кои што се вложуваат со цел да се реши веќе деценитскиот проблем за името за спорот со Грција. И сега моето прашање е доколку се најде компромис заеднички за името и доколку тоа помина на референдум, меѓутоа изнесувањето не помина на самиот референдум, односно е негативно, со кои се предизвици се соочува нашата земја понатаму, доколку повторно се најдеме заглавени во евроинтегративните процеси. Благодарам. Вистинско прашање. Со тоа прашање и станувам и заспивам. Веројатно и многу граѓани си го поставуваат. Јас сум председател на владата на Република Македонија во овој мандат. Едно знам. Сигурно ќе се врати фрустрацијата, радикализмот, квази патриотизмот или национализмот. Не ни треба. Ние градиме граѓанско општество, ние сме мултиетничко општество. Македонија има перспективи само обезбедена, реков, упишана у катастар со имотен лист, како секоја од земјите кои што се нормални земји, членка на НАТО, членка на Европската Унија. Само на таков начин ние ќе можеме да разговараме за перспективите. Тоа ќе биде дополнително мотивирачки фактор за имплементацијата на реформите, каде што буквално имаме сериозен предизвик пред нас. Едниот е дел до почетокот на преговорите, другиот со самите преговори. Овде ќе има суштински, суштествени реформи, кои што ќе значат квалитет на унапредување на квалитет на живот на нашите граѓани. Тоа јас и не сакам да го помислам што ќе биде со нашата земја. Кажав неколку очекувања. Веројатно видовме сите што се случи од разочарувањето на претходна власт од 2008 година, кога председателот на Америка објави дека и Македонија заедно со Албанија и со Хрватска ќе бидат поканети за членство, не се случи тоа. Веројатно една од точките на воведување на режим во нашата земја беше и таа фрустрација. Кој знае докаде тоа целото ќе оди. Нашата Македонија мора да гледа напред. Јас сум убеден дека ова шанс нема да ја испуштиме како граѓани. Ние политичарите, еве ги гледате, нашите ставови се јасни, чисти, јас верувам во тоа што го правам. Но се случува се, ние сме мултиетнички регион. Балканот бил и ваков и онаков. Сега е европски. Да не ја испуштиме шансата. Ова шанса е историска шанса. И убаво е сите да се вградат во неа. Заради тоа што само добри перспективи обезбедува за Македонија. Ништо друго. Плюс јак идентитет. Не прави фактор. Седиме заедно со сите земји. Големи работи се тоа и верувам дека граѓаните ќе го сватат тоа. Меѓутоа, во ова исчекување, бидејќи одамна се најавува финишот на преговорите, се создава една напната ситуација во јавноста. Дали се плашите можеби дека има едно скриено незадоволство и можеби, да речеме, ќе избувне нагло по објавување на договорот? Дали и таков момент имате во предвид? Јас си го знам нашиот народ и го знам дека кој има отворена можност да дебатира. И знам дека знае и да се коригира кој ќе слушне сите аргументи. И знам дека може да биде авангарда која што мене ќе ми дава плюс сила. Сите можности се можни пред нашиот народ. Но нашиот народ ќе одлучува. Нашиот народ ќе има сите аргументи и факти на тацна пред него, со тоа што јас ќе го кажам најмалку ставот. Веројатно и многу други политичари, општественици, граѓански активисти, студенти, млади, стари, ќе го кажат својот став. Дај Боже опозиција да го каже, дај Боже председателот на државата да го каже, сите фактори за да му помогнеме на народот да ја носи одлуката. Но апсолутно свесен сум дека постои одреден ризик, прашавте. Можно е да заврши мојата политичка кариера. Јас велам вака, носам одлуки, дај Боже да имаме договор, јас ќе го соопштам својот став и ќе чекорам согласно тоа што е договореното, па после следува референдум. Влегувам во една магла, веројатно како личност политичар, заедно со мене и оваа влада и ово мнозинство. Таа магла може да излеземе длабоко некаде во морето и да се удавиме политички, или да излеземе на некоја зелена полјана, во која што тоа е убаво целото како изгледа. Тие се опциите за мене, за владата, за мнозинството. Но за Македонија ќе излезе на отворен автопат. Македонија ќе чекори напред. Македонија ќе оди напред. И само тоа е важно. Сето друго е второстепено, третостепено или помалку важно. На овој блок, дали добивте гаранции од Грција и од другите и од меѓународниот фактор за спроведување на решението во сите фази, дека ќе се испочитуваат сите фази на договор? Верувам дека гаранции има, самите се ставени во самиот договор.
Значи, ако не успее референдум, џабе ратификација во парламентот. Ако нешто се случи понатаму, апсолутно застанува се и може да се врати назад. Ние сме самостојна, суверена земја, имаме право на одлуки од секаков карактер, но не размислуваме во тој правец. Јас размислувам како тоа премиерот Ципрас, министерот Коцијас ќе бидат впрегнети да ни помогнат, прво да ни споделат искуство, своите фактори во интегративните процеси во ЕУ, НАТО, да работат малку и за нас, да помогнат. Господинот Борисов од Бугарија и неговата влада помага, не само на Македонија, на целиот Западен Балкан. Грција попрва или понапред членка и на НАТО и на ЕУ од Бугарија. Тоа право на некој начин го има дури и повеќе. Затоа велам стратегиски партнер на Македонија да стане. Некој кој што бил политички непријател во однос на ова прашање, за името имаме добра соработка со Грција на другите и граѓаните и се, но сега ќе стане стратешки партнер. И тоа не е било што, тоа е важно. И од тој аспект јас верувам дека секако покрај клаузулите ние мора да размислуваме позитивно. Јас веднаш би се насочил на договор за отстранување на двојното доначување. Добро е за Македонија, добро е за Грција. Со Грција практично немаме веднаш ќе работам за заштита на инвестициите. Веднаш ќе работам на договори кои што не се подпишани, соседи сме, а ги немаме подпишано. Во тој правец затераме напред за да обезбедиме поквалитетен живот на граѓаните. Да, велите го вложувате целиот политички капитал и можеби ќе успеете. Секој политичар би го капитализирал тој успех, евентуално со избори. Ставот го кажав, јас уште на средината на преговори сме биле, а сите знаеме тие преговори значи НАТО, ЕУ, големите стратегиски цели на државата. И политичарите кога ќе добијат вакви цели, значи покана за НАТО, датум за преговори, обично трчат на избориот и тоа се капитализира со постабилно мнозинство, подобри перспективи, политички зајакнува и слично. А Македонија пак изгуби некои 6-7 месеци. Затоа реков, дајте да имаме конечно редовни избори. Затоа што при редовни избори деловните луѓе, економијата може да планират, може да влезе во кредит, да заложи се да инвестира во фабрика која што барем што може држава да му обезбеди е прегледност на процесот. Значи не би планирали избори не би планирале, заедно со референдумот. реков тоа зависи и од други чинители. Јас го кажувам ставот мој и ставот на владата. Јас добив и повик од опозицијата за предвремени избори. Година, заедно со председателство. Опозиција повикува на предвремени избори после една година. Опозицијата кога повикува на предвремени избори, тоа е одма и веднаш и сега. И сега ми треба опозицијата, би застанал веројатно овде, ако знаеме кои се анкетите, убеден сум дека кога одиме ќе победиме, и кога ќе победиме, што имаме сега 68, ќе имаме колку 70? Мислам 74. Македонија ќе изгуби. Наместо да граби со реформите, да оди со економијата напред. Очекувам раст. Сето тоа што е сработено, чекам плодови сега да видат луѓето, да осетат, да се покаже тоа на дело. Затоа сум со вакви ставови. И тоа зависи само од мене во тој дел. Зависи од опозицијата, зависи од другите чинители во општеството. Секако оставам отворена врата, но јас го кажувам ставот заради тоа што реално е ова влада да ја спроведе својата програма, предсен економски план, на реформски план, да покаже резултат и 2020 да одиме на избори. Но ќе покаже времето пред нас. Утре и сутрина повторно се слушате со грчкиот премиер Ципрас. Планирате патување за Германија. Дали ќе заминете веднаш во среда или пак доколку има договор останувате во државата? Одлуката за дали ќе одам за Германија или не ќе ја донесам веројатно утре, согласно разговорот. Може да испадне разговорот, се слушнавме, да, втор пат, ама пак ќе се преслушаме. Може ќе имаме договор. Значи, не можам стварно да преюдицираме, само и кажувам моите желби, дека сакам да постигнам договор кој што е фер за двете страни, базиран на факти и постигање на нашите цели. Секако имајќи во предвид и целите на Грција, немам дилема во тој аспект. Ако имаме договор, веројатно не може да одам за Германија. Тоа беше придружувачка мисија на ресори во владата, едното здравството, каде што со клиниката со Франкфурт ќе направиме партнерство, кое што ќе значи пренесување на знаење, искуства или слично. Тоа е договарана работа заедно со амбасадата на Германија овде. Многу долг период помага и сојузната влада и владата на областа, каде што е Франкфурт. И во тој дел придобивки за здравството се големи. Ама ако имаме договор, нема да можем, ќе оди министерот за здравство.
Следниот ден сум со потпредседателот на влада за економски прашања, тоа е на 14-ти, заедно со министрот Тевдовски за финанси, министрот за економија и неколку други луѓе, советници од економијата слично, каде што со Deutsche Bank имаме состанок, со 16 компании главни клиенти на Deutsche Bank, од тој дел на Германија, каде се заинтересирани за инвестиции во Македонија, веројатно ќе одат економските ресори без мене, ако имаме договор, ако не, ќе заминем. Ќе одам јас. Тука ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата со нови прашања. Гледате Топ тема на ваша страна, таунхол дебата со премиерот Зоран Заев. Премиере, споменавте избори, не планирате заедно со референдумот, може би во редовен термин, меѓутоа референдумот сепак бара да услови за да се одржи, бара се зборува и за измени во изборниот закон и ќе го замолам Дарко Алексов од МОСТ околу овие многу клучни прашања кои не се решени и расчистени се уште. Слушаме добро? Не се слушаме добро. Да не повторувам за тоа. Да, малку имаме проблеми со микрофоните. Добро вечер, премиеру, добро вечер, колеги. Добро вечер на сите. Нема да биде многу тешко прашањето. Фактички ќе бидат две прашања и мал коментар на крајот. Дали во овој круг на изборни реформи планирате да го опфатите изборниот модел, односно изборниот систем, и да одиме од затворени кон отворени листи, всушност дел и од вашите предизборни ветувања е ова. Дали планирате да одите кон промени на бројот на изборни единици? Значи, тоа е првото прашање, поврзано со изборниот модел. И второ прашање, што е мала дилема, е поврзано со референдумот. Велите дека ќе имаме референдум, па еве сега добро би било да слушнеме согласно некаква динамика, ако до крајот на месецов го решите, значи се договорите со грчката страна. Добро би било да знаеме која е некоја рамка планирана за да се одржи тој референдум, затоа што е важно, верувам, за севкупната јавност, па и за нас како чинители општествени тука. И коментарот на крај, Граѓанската асоциација МОСТ е на став дека треба да има 6 изборни единици и отворени листи, како за прв пат во Република Македонија, и спремни сме да аргументираме, не тука, и на друго место, со цел да ве убедиме дека инсистирањето на една изборна единица нема да донесе најдобро, иако е можеби ваш став. Благодарам. Предлогот на граѓанската организација МОС за мојата политичка партија како најголема во Македонија, за мене лично е најдобар. Треба да ги слушнеме и малите политички партии, помалку бројните етнички заедници, заради тоа што со една изборна единица како став на Социјалдемократскиот сојуз, и тоа е став само на СДСМ, ние ќе го дебатираме и слично. Мислиме дека големите партии добиват за сметка на помалите партии. Тоа јакне демократската разноликост во собранието, не овозможува никогаш повеќе да имаме апсолутисти, така да ги кажам, и од помош на државата. Секако, верувам дека една изборна единица и отворени листи малку тешко. Тоа 120 кандидати да се бират, можеби на големите градови ќе им даде предимство и нема да може да се рамномерно тоа распредели по цела Македонија. Јас сакам да дебатирам за овие прашања. Јас не сум најстручен и најексперт по овие прашања. МОСТ е една од најстручните организации за оваа работа во државата. Суштината е да по пат на дебата одлучиме за моделите. Ние сакаме да имаме, како политичка партија ќе кажам, оти ние ќе влеземе само како еден политички субјект во преговорачкиот процес, но покрај нас политичките субјекти Македонија се научи и граѓанските организации да бидат фактори, си кажат својот факт, односно своите позиции и ставови. Така да, на првото прашање, дали во овој круг на изборни реформи, јас би сакал да. Сега, ако може да одлучиме дури за изборниот модел. Ако бидеме капацитетни, сите седнеме со политичка зрелост и одлучиме каков изборен модел ќе имаме.
Како СДСМ, ние сме и за отворени листи, ние сме и за една изборна единица. Планот ни беше отворени листи за локалните избори, една изборна единица за парламентарни избори. Ги имаме два пати да се употребат, па ќе ги видиме предности и слабости. И до тука зборувам, понатаму треба да слушам од експертите поставени како е тоа најдобро. Во делот на промената на изборните единици, кажавте свој став. Јас сум убеден, веројатно заради тоа што од политички агол имам гледано состојбите во Македонија и затоа заедно со органите и телата на Социјалдемократскиот сојуз во време како опозиција го соопштивме ставот за една изборна единица, се водевме од потребата за демократизација на парламентот со поширока лепеза на присутност на политичките партии, пред се мислам на помалку бројните етнички заедници и помалите политички партии, да не се врзуваат секогаш со нас за коалиција. Тие да можат, но да имат шанса и сами да истрчат на изборите. И на тој начин тоа ќе донесе плюс демократија и повеќе шарноликост во самиот парламент, но тоа е нешто за кое што треба да дебатираме. Она што сакам да го кажам е дека сакам да слушам, сакам да ги видам аргументите и сакам да тие аргументи бидат абсолвирани од граѓаните, не само од граѓанските организации, не само од политичарите, туку и од граѓаните и да пресечеме. Убаво е подалеку од локални парламентарни избори да дискутираме на оваа прашање. Затоа сакам уште сега. Малку по-концизни одговори и прашањата по-директно. Референдум кога? Се извинувам. Референдум планираме крајот на септември, почетокот на октомври. Зошто? За да можеме до крајот на годината да ги завршиме сите процеси од прилика. Се надевам дека тоа е возможно. Ја само кажувам за план. Секако знаете дека дел од политичкиот диалог е изборен законник со опозицијата. Истовремено веќе донесовме времено решение и се објавени конкурсите за политички представници во ДИК, но она што барем е начално договорено, соопштуват и тие, можем и јас да кажам, е дека на 6 месеци од изборите мора да имаме професионален ДИК, каде што по пат на менеджмент на јавната администрација на ДИК ќе управува со процесот, а политичките партии ќе дојдат само на 6 месеци пред избори и со извештајот за завршени избори заминуваат од ДИК. Тоа ќе значи професионализам понатаму, но се надевам дека е возможно да стигнеме крајот на септември, почетокот на октомври. Зошто зборам? Заради тоа што и Грција има одлуки за носење. Сакам да се донесат колку што може побрзо и нивните одлуки, не само нашите, имајќи во предвид дека 2019 Која одлука во Грција ќе зависи од... Па треба да верификуваат договор за НАТО. Треба да верификуваат договор што се договараме за проблемот со името. Тоа за нас значи гаранција дека тоа е навремено завршено. 2019 има некаде во мај, ако не се лажам, европски парламент избори, есента имат парламентарни избори, а имат и локални избори набрзо. И во вакви околности не би оставил 2019 да биде година на одлуки во Грција. Секако зборувам при договор. Ако нема договор, тогаш и референдумот е безпредметен, но тие се очекувањата и рамките. Господин Заев, оваа година рече се цела политичка енергија ја вложивте во решавање спорот за името. Има еден впечаток во јавноста на вашите критичари дека ги занемаривте другите битни сфери во општеството. Најголем дел од критиките се на реформите на судството. Мислам дека прашање за тоа има Мирослав Драганов. Премиере Заев, самите кажавте дека реформите во судството уште не доживеале да се почувствуваат нели во праксата. Јас ке прашам зошто се спори во теоријата, во законодавството, затоа што во планот се вели ќе се пратат допрва законите за судови и судски совет до Венецијанска комисија, а помина месец дена откако се стапени во сила и не се уште пратени. А законот за дискриминација, новиот предлог закон за дискриминација доживеа мислење од Венецијанска пред 5 месеци, се уште е заглавен во влада. Исто така, измените на законот за бесплатна правна помош дојдоа до парламент, не се донесени, се вратија. А да не зборуваме за отстранување на последиците од процесот на лустрација, кој што не доживеавме да види никаков текст, или пак како што беше оној текст, прв нацрт за закон за Академијата за суди и јавни обвинители, и тој не доживеа понатамошен напредок. Ова ве прашувам затоа што ниту еден од овие закони, освен закон за судови, сите други не се двотретински закони. Благодарам. Заради тоа што ако барате консензус со опозицијата по прашањето на двотретини, фер е да барате консензус со опозицијата и на законите со просто мнозинство. Зошто? Тоа е силна гаранција за нивната имплементација.
Кога гласавме за законот за судовите, гласавме за законот за судски совет во исто време. Истовремено поддржавме и неколку други законски решенија. Сакаме да остане тој диалог, заради тоа што е многу важен во имплементацијата. Имплементацијата нема да очекува никој, тоа Заев или опозицијата, и во правосудството се да имплементира. Таму има суди. Тие мораат буквално да си засукат ракавите и не само согласно законите, секако да, согласно законите, но и повеќе, согласно сопствено убедување, растеретени од било каков притисок, по устав и по закон да носат одлуки. Денеска тоа е променето во Македонија. Повеќе нема, например, притисоци во судството. И нема никогаш да има, но реформите се на самиот почеток. Сакаме по пат на диалог да ги испегламе буквално сите аспекти, за да знаеме дека граѓаните ќе почувствуваат дека тоа така. Не оти само Заев тоа зборува, или не знам парламентот рекол супер заедно гласавме сите и готово. Не е готово. Имплементацијата е многу важна. Од тој аспект, јас не знам зашто тоа не е пратено веднаш до Венецијанско, уште утре. Ќе инсистирам да биде пратено тоа што барем донесено. Иако има и втора и трета фаза за законот за судовите. Но едно знам, дека во реформите за судството треба да ги обезбедиме сите околности судиите да бидат независни. Не да им ставаме јамки внатре, како тоа политичарите ќе им се закануват. Не. Тоа е во легислативата. Вториот дел, транспарентноста е најсериозниот коректив. Гледате дека имаме отворени судски процеси за Заев, за Груевски, за сите. Се што е актуелно. Тоа мораме да го гарантираме. Пресудите да се објавуваат. Секој да ги чита и доказите, аргументите, факти на што е заснована пресудата. Па да имат можност да коментираат граѓаните. Тоа ќе му стави прстот на секој судија, дали исклучиво по закон и по устав и по собствено убедување ги носи одлуките. Постојат секако второстепените инстанции, третостепените, преку Врховен суд и тоа ќе биде, но тие се деловите од стратегијата, кои што треба да се имплементират, кажувам само за неколку важни. И ако ова биде вградено заедно со опозицијата, но пред се и над се со стручната фела. Затоа го формиравме овој Советот за реформи. Таму се председатели на судови, председатели на обвинителства, универзитетски професори, граѓански организации, сите постојат. Меѓутоа факт е дека еден Советот за реформи се распадна првиот и доста се досин со овие реформи и тоа е евидентно и е грешка. Првиот Совет ја направи стратегијата. Тука имаме смена на министерот во вашата реконструкција на владата. Верувам од тие причини. Министерот е нов во правдата, министерот за правда и ги продолжува процесите од каде што беа застанати. Но Советот за реформи при правда ја донесе стратегијата, ја предложи на владата, владата ја усвои. Согласно таа стратегија се формираше Совет за имплементација. Тоа е кредибилен совет. Јас раководам со него, ја водам дискусијата, тие носат одлуките и тие ги кажуваат своите ставови, ги вградуваат внатре и се. Факт е дека се изгуби време. Сепак најголем 3 до 5 години се очекува во судството во секоја земја. Прашањето ако можеме ние за 2 години и 10 месеци да завршиме, зошто да не завршиме? Час поскоро да завршиме. Секоја фаза е значајна и дебатата ја охрабрувам, нека ја има во државата, за да можеме да имаме и квалитетна легислатива, но и имплементацијата да биде подбудно толку на граѓаните. Убедливо најголем дел од критиките упатени кон владата се за вашите кадровски решенија, заради дефицит на професионален, морален кредибилитет на некои функционери и се повеќе се шири оваа мрежа на функционери. Мислам дека прашање за тоа има Боријан Ѓузелов. Добро вечер и од мене. После една година влада и голема победа на локалните избори, дали има очекувања од вашите сопартици, кои се заслужни, се разбира, и за вашите, за тоа што дојдовте на власт и за вашата победа на локалните избори, за партиски вработувања? И како вие се соочувате со евентуалниот притисок за партиски вработувања? И дали денес во Македонија членовите на Социјалдемократскиот сојуз се на некој начин можеби привилегирани во однос на другите? Важно прашање, заради тоа што промените кои се случуваат во Македонија се случуваат и од тој аспект, после 25 години поучени сите, дека мора да има ред и поредок во сите прашања, така и по оваа прашање. И еден дел на критичниот осврт према оваа влада е од социјалдемократите. Еден дел од нив очекуваа да биде тоа како порано, што беше ВМРО, ДПМН, тефтерчето и овде. Не е така веќе. Точно и социјалдемократите треба да имат шанса, но треба да имат рамноправна шанса со сите други граѓани. Сега конечно, институциите ги номинираат своите потреби. Се јавуваат транспарентни огласи, тука имат право да конкурираат сите.
Тие како членови на владајачка партија може да добијат благовремени информации, да ги знаат, да се подготват со документација, да бидат спремни на интервјуто и да ги чекорат процесите. Но нема никогаш повеќе да се случи да Заев се собрал со неколку луѓе или неколку своји министри или влијателни луѓе од СДСМ, дефинираат кадровски што треба и сега ќе пикаме по институциите. Не е честно тоа према државата. Јас верувам дека има можности за сите граѓани, тоа мора да биде транспарентно, мора да биде по пат на компетативност и да продолжи понатаму така. Тоа се ставови кои што ги соопштувам на цитирам тука од една изјава дадена во февруари. Има дел кои знаат и се трудат, има дел кои ниту знаат, ниту се трудат и рекапитуларот ќе се случи по 10 месеци од стартот на владата помина година, кога на дел од нив ќе им се заблагодариме, бидејќи граѓаните чекаат резултати. Не слушнавме дека некому се заблагодаривте, покрај бројните советници, сега добивте национални координатори, имате најбројна влада според министерства. Еден дел од тие луѓе на кои што алудирав во оваа изјава, ги кажав како членови на извршната власт. И тоа се директори на институции. Изјавата ја дадов водена од своето чувство дека треба да зборувам за се. Само така ќе помогнам на Македонија, само така ќе охрабрам дебатата и слично. И тоа што го кажав, така и го мислев. За да прво мотивирам. А дали го спроведовте која станува збор за смените? Има луѓе кои што се доволно мотивирани од таа изјава и се поправени. Има луѓе кои што ќе бидат променети. Тоа се директори на институции. Знаете дека следува вториот бран на разговори кои што се именуваат од владата, пред се директори на јавни предпријатија, акционерските друштва, владини и државни одредени агенции и слично, и во тој дел ќе им се заблагодариме. И ќе биде така како што буквално соопшти во изјавата. Јас секако зборувам јавно, за тие луѓе веројатно ќе има и втори и трети некои позиции, не би сакал никој да остане на патот, на маргините, но ако некој не може да се носи на првата позиција, тој би бил распореден на некоја друга позиција. Исто така и во делот уште трае. Не е завршен, но морам да дадам одговори, да изборевте и за советници, координатори и слично. Прво во владата, согласно член 22 од Законот за јавни вработувања или јавни службеници, премиерот има право на своји советници и посебни советници. Трошиме за 3 пати и повеќе помалку пари за тие советници кои што ги имаше порано во претходната влада. И сите тие советници кои што се поставени се прво право на премиерот и се поставени. Знаат дека добиват шанса, како што добивате сите. Ако некој не ги испорача резултатите пред граѓаните, да заврши својата работа за што е поставен, секако за сите важи да се заблагодариме. И на крајот и Заев, ако не ја заврши работата, ќе му се заблагодарат граѓаните и ќе го сменат со некој друг. Тоа е начинот на кој што треба да функционира секоја нормална влада, извршна власт, а парламент или сите други институции кои што им служат на граѓаните. Бројноста е за 3 пати помала и во финансии, и во бројки од тоа што било порано. Но што работат тие советници? Тие советници се спрега помеѓу одредениот ресор и владата. Од сите министри се членови на влада. Да. И тука го помагаат процесот, ако образование, ако е правда, ако е култура. Вториот голем проблем посочен во нон-пейперот е корупцијата. Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет. Преместир, да. Добро вечер, господине Заев. Моето прашање до вас се однесува на корупцијата. Јас сакам да ве потсетам дека на Меѓународниот ден за борба против корупција во декември 2017 година вие и лидерите на останатите партии кои што партиципираат во власта подпишавте декларација со која што се заложивте дека ќе се борите безкомпромисно против корупцијата во владата и во вашите партии. После тоа, таа иста декларација ја подпиша речиси сите министри, освен министерот за финансии, господинот Тевдовски, од непознати причини. И околу, да речам, 60 градоначалници во Република Македонија. Меѓутоа, после неколку месеци излезе извештајот за напредокот на Република Македонија и повторно корупцијата беше потенцирана како еден од најголемите проблеми на сите нивоа, при што беше изразена загриженост за тоа дека институциите не поседуваат капацитет
да се справуваат со корупцијата. Вашето прашање, Уранија? Моето прашање е кои се заложбите ваши, кои се вашите чекори, како ќе се борите против корупцијата, имајќи предвид, морам да се надоврзам на прашањето на Ѓузелов, на вашата кадровска политика за која што највеќе има критики, поради фактот дека најголемиот број на вработувања е врз основа на политичка или партиска припадност, што не оди во насока на јакнење на институциите. Благодарам. Ова е еден дел од реформата. Сите го знаеме дека мораме да ја реформираме Македонија институционално, капацитетно и суштествено. И во тој дел и самата влада има донесено неколку алатки за борба против корупцијата, како што е претходно објавување на договорите за јавни набавки пред да бидат пуштени во промет, јавно објавување за да видат граѓаните кој е извршител на договорот, под кои услови е потпишан, кои се цените и слично. Вториот дел е повратокот на ДДВ, кој што беше порано дефиниран како коруптивен дел. Сега повеќе само се неми наблюдувачи Министерството за финансии. Во рок од 30 дена го враќаме ДДВ-то и неколку други алатки. Но најважните Тоа е алатки... следниот чекор, алатките веќе ги знаеме. Морам да дадам одговор. Околу партиските вработувања. Морам да дадам одговор. Check and balances, корективите. Оние што го надгледува државниот апарат и извршната власт. Антикорупцијска комисија, антимонополска комисија, антидискриминаторска комисија, Завод за ревизија, сите тие институции мора да бидат водени од експерти и управувани со експертски тимови. Кога ќе се пополнат овие регулаторни Јас се надевам дека брзо ќе биде донесен законот за антикорупција, за да можеме согласно тој закон, отстранете сите слабости и законски, ја номинираме антикорупцијски и апелирам до експертите да номинираат своји кандидатури на самите тие институции. Изборувам за ова, едно од најважните, но и во сите други институции. Оти тие треба да ја контролираат власта, а не Заев од својата коалиција и партија да постави таму луѓе. Таму нема да има партиско презимање на одговорност, оти тоа не е добро. Мора да бидат поставени независни луѓе, експерти, кои што ќе ја контролираат извршната власт, заради тоа што тука е најмногу поврзана корупцијата. Не може Централниот одбор на СДСМ, како што беше порано на ВМРО, да ги поставува со одлуки и овие органи. Не, тоа време заврши. Ваквите контролни механизми, верувам дека најдобро ќе се справат со корупцијата. А јас сум кажал, лично јас и целата влада, ако фатам еден во ваква околност, ќе одговара за сите за пример. И тоа мора да важи за секој. Затоа што перцепцијата во јавноста е како резултат на ова целото разочарување, обесхрабрување. Сакат луѓето да видат резултати. Но јас резултатите многу често зборувам за нив. Десетици милиони евра се заштедени поради оваа транспарентност. Поради тоа што јавно дебатираме. Поради гласноста на граѓаните. Тоа е борба против граѓаните корупција. сакаат да видат резултати во економијата, веројатно нивниот приоритет, тоа го покажа и нашите анкети. Благица Петрески од повелете со вашето прашање. Добро вечер и од моје име. Се слушаме, да. Добро вечер и од моје име. И во вечерната дебата, меѓутоа и генерално забележуваме дека економијата не е приоритетна тема. Последните податоци покажа дека имаме ниски постигнувања на полето на економија и укажуваат на потенцијални ризици за намалување на проекциите по однос на економскиот раст. Од тука се чини дека во моментот е приоритетно економијата да стане приоритет. Па моето прашање е поврзано токму со идната визија, кои ќе бидат двигателите на економскиот раст во идниот период, се со цел да се намалат негативните последици кои ги имавме во изминатиот период. И второто прашање е поврзано со прашањето за прогресивниот данок. Се чини дека е исправно одложувањето на реформата за прогресивен данок во целокупниот економски контекст, каде што приоритет треба да биде создавање на доход, а потоа да разговараме за редистрибуција. Меѓутоа, сепак ова прашање останува да лебди во воздухот, па моето прашање е кој е ставот на владата по основ на оваа реформа? Благодарам. Благодарам. Економските приоритети се и мои приоритети и повеќе од 60% од моето време го трошам на економијата. Еве, 10 до 20% трошам НАТО проблемот со името. Но тоа е најверојатно најподатливо, најзвучно и најмногу се дебатира за тоа. Останатиот дел се реформите, полагам надеж на стручните луѓе, советите, министрите и слично. По делот на економијата, првиот квартал покажува зголемени приходи од данок на додадена вредност за 8% без малку.
Тоа е најсериозниот доказ дека заживеела економијата. Нема тоа хајки од инспектори по фирмите на секаде, освен редовните контроли. Нема измачување притисоци како порано што сме слушале. 8% е зголемено ДДВ-то. Данокот од добивка е зголемен некој 7,5%, но Джонсон Мети плати данок. И еве тоа го тргнуваме, но ДДВ-то го покажува тој перформанс. 235 милиони евра имаме странски инвестиции. Најмногу од 2007 година од било кој квартал до сега. Извозот е зголемен за 14,3% изразен во евра. Во долари е 31,5%. Ова се параметри кои што покажуваат дека Македонија е надминала кризата, стабилизирана и тргнуваат работите. Индустријата, земјоделието, енергетиката растат 6, 7, 8, 9, 10%. Единствен пат е во нискоградбата. И знаеме заради автопатите дека е тоа. Кога се зимат параметрите, се зимат од Синохидро, се зимат од Бетонштип, од Трансмет, кои што работеле порано, малку повеќе од сега, од и сега работат сите фирми. Имајќи го тоа во предвид, јас сум апсолутно оптимист дека 3,2% ќе го исполниме, заради овие параметри, не заради нешто друго. Убеден сум дека можеме, ако даде Господ, да интегративните процеси бидат лично известни и тераме напред, процентите да станат многу поголеми. Доволно големи за да имат директен импакт врз граѓаните. И од тој аспект, тие се економските приоритети на државата. Верувам дека со сите овие проекти кои што не постоја или беа унаказани, ги средивме и тераме онака како што е честно према граѓаните и према државата за кои што работиме и за кои што трошиме нивни пари. Квалитетни проекти. Прогресивниот данок? Прогресивниот данок е дел од владата, е дел од програмата на владата. И мојот став и на владата е да го донесе. Но тоа нема да го слушнете дека една ног владата донела закон и готово. Не, ние го најавивме во фискалната стратегија и ќе отвориме дебатата. Намерата е некои 3 до 5 месеци пред негово введување да се истроши дебатата, да се заокружи и тогаш да влезе во имплементација за да може да се подготват луѓето. Тука имаме и При таа дебата да. сакаме да знаеме што е соодветно маргина на праведниот данок. Затоа што верувам од она што го имаме досега како податоци, ако 44.000 граѓани наспроти 2 милиона и 100 платат повеќе од 1000 евра или од 1500 евра, како ќе определиме маргината зависи од сите нас, тие се најбогатите. Ред е да платат тие најбогатите, за да можеме да спроведеме и другите социјални аспекти за фер и праведно општество. Тоа е можно само преку праведното доначување. Ќе отвориме таа дебата, апсолутно дебатата ќе и каже кои се тие маргини и согласно тоа ние како што досега се движиме, да им дозволиме на представниците на бизнис заедницата, да, тука е Мендерес Кучи од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Поведете, господин Кучи. Благодарам. Кон крајот се движиме кон вистинскиот елемент зашто постоиме, а тоа е стопанството, односно економијата. Додуше повеќе сакаме да дебатираме и зборуваме за политиката, но економијата се живее, нели? Ние пред да дојдете во власт сме констатирале дека гошлив проблем на нашето стопанство е администрацијата, која згора на тоа е и непродуктивна. Кои се следните чекори на нашата влада во оваа тема и општо е мисленето дека се уште и ова влада им наоѓа работа на одредени луѓе. Значи, на одредени луѓе им наоѓа ресори. Наместо да го прави обратното, на ресорите да им наоѓа луѓе. Дали конечно ќе пристапите кон овој начин на решавање на проблемите кои што сме ги дискутирали пред изборите? Тоа е вистинскиот начин ако сакаме да покажеме успеси, затоа реков нема повеќе вработување од тефтерчето и согласно тоа по потребите од партијата да се барат места во администрација. Тоа е погрешниот принцип. Затоа имаме и трома и бавна администрација. И имат право и луѓе неопределени политички, и луѓе политички определени, зборувам за сите партии, но да конкурираат за потребите на ресорите. Ресорот да каже каков профил му треба, со што искуство, какви сертификати, објавува конкурс, нека се јават сите. Само тоа е начинот. Сега што правиме? Јас, Ангјушев, Тевдовски, Бехтеши, сите, Лјупче, Николовски, Сугаревски, држиме и предавања на гантограми. Да ги врзиме административните луѓе како проект менаџерите,
кога е експроприација, кога е тендер, кога завршува тендерот, се потпишува договор, кога е имплементација и кога е ставање во употреба. За согласно тоа да мотивираме со награда или со казна. Затоа што слабоста во имплементацијата на проектите е воочена и од коморите, и од бизнис заедниците, а и ние зборуваме за неа. И тоа што Европа го нарекува, а и многу често и дома, ефективност или ефикасност на јавната администрација треба да биде главна цел на реформите во државната администрација. Затоа денеска имаме соработка со сите административци и отворено зборуваме. Кога ќе зголемиме ефектот и ефикасноста, тогаш ќе има и стимулации и награди за плати. До тогаш тоа е еден од најголемите непродуктивни делови на македонската економија воопшто. Александар Милошовски, повелете куса само, немаме време многу. Врзано токму за развојот на нашето стопанство, а тоа се капиталните инвестиции, кои што често пати ги дискутираме. Заедно сме констатирале дека автопатиштата кои што не врзуваат со соседството, тоа е Косово, се уште се на фаза на мирување, дури гледаме дека пак се враќаме чекор назад, пак правиме feasibility студии, за кои што очито не треба многу филозофија да се процени дека таа е исплатлива инвестиција. Имаме ли конкретен датум за започнување на овие автопатишта? Значи, капиталните инвестиции се најмногу во патишта, железници и гасификацијата. После тоа доаѓа детски градинки, школи, болници, канализации, водоводи, локални патишта и слично. Имајќи го тоа во предвид, мора да постојат проекти за сите тие капитални инвестиции. Веќе со проекти целиот овој зимски период и првиот квартал се обезбедив. Затоа се вака тендери, на секаде пуштаме патишта, затвараме патишта, коридорот 10 е затворен, се отвори на патишта за изградба по територијата рамноправно на цела Македонија. Останува анексот 2 на Кичево Охрид, да го завршиме, се преговара, се надевам во наредните 20 дена ќе се дојде до договор, за да може во фул, комплетно, на сите делови од таа делница да се работи, од сега само делумно се работи, целосно се работи на патот Миладиновци-Штип, се работи целосно гасификацијата, се работи целосно и железниците. Останува идните проекции. Еден од главните проекции се железницата Кичево-Лин и Скопје-Влаце. Скопје-Влаце е приоритет заради тоа што имаме извоз према Косово и многу е важен, но не постои главен проект. Тоа што биле главни проекти се отстранети и абсолвирани заедно со бизнис заедницата во делот на индустријата кај Скопје, дека мора да се промени самиот проект и одредени слабости видени во останатиот дел на проектот. Европската банка за обнова и развој даде 1.300.000 евра грант да направиме главен проект и го работиме главниот проект. И мора да имаме значаен проект. Ако немаме проект, само ќе имат изведувачите и граѓаните губат, не добиваат на квалитет. Со главниот проект, прв приоритет е тоа. Веднаш почнуваме со изведба на Скопје-Влаце. Еден од главните приоритети во Македонија. Повелете, господин Милошевски, подпредседател на Стопанската комора. Благодарам. Се заблагодарувам на поканата и на можноста да учествуваме во дебата. Тука го поздравувам господин премиер Зоран Заев. Се надевам дека во иднина ние како представници на бизнис заедницата во овие дебати ќе заземаме по напред место. Сега овие внатрешно надворешно политички теми се многу поактуелни, меѓутоа економијата е таа која води државата. Во контекст на тоа се надевам дека ќе бидам малку концизен и ќе представам дел од горливите теми со кои што нашите колеги бизнисмени се конкретни прашања. Конкретно прашање: кои се плановите на владата на Република Македонија во идниот период за сузбивање на неформалната економија? Согласно информациите кои ги имаме ние како Сојуз на стопански комори, негде околу 30% од бруто домашниот производ е составен од неформалната, односно нерегистрирана економија. Какви се плановите во тој дел за вклучување на таа неформална економија во системот и изедначување на сите бизнисмени пред органите на власт? Понатаму исто така колегата може да мислам дека на дел од прашањата. Да, кратко во делот на администрацијата, дали се планирани одредени реформски процеси во делот на убрзување на постапки, дигитализација и така натака за нашите колеги бизнисмени, представници на бизнис заедницата да имаат побрза и поефикасна административна услуга од страна на државните органи. Благодарам. Концизен одговорот и имаме време за уште едно прашање. Пакетот 30 или 40 административни мерки се носат за побрзо спроведување на административните постапки кои што граѓаните и бизнис заедницата ги имат пред институциите.
Во делот на одобрение за градба, добивање на дозволи, согласности, согласно правилници, упатства или слично, тоа е една цела лепеза, воочини токму од вас коморите, од Сојузот на стопанските комори, од Стопанската комора и комората на Северозападна Македонија, но и другите комори и здруженија на бизнисмени, работодавачи сите, што ги имаат укажени. Имаме одлична соработка, слушаме и имплементираме. Тоа е во делот на образувањето на постапките. Странуваме, ги имаме воочено и на микроплан детектирано сите слабости и тргнуваме буквално преку инспекцијските служби да ги отклониме. Конечното отклонување верувам дека ќе се случи со мерката повраток на ДДВ за секој граѓанин, каде што секој граѓанин ќе бара фискална сметка, ако не прави промет повеќе во тие компании. А тоа е точно некаде околу 30%. Тоа не само што избегнува даноци во буџетот, тоа ствара нелојална конкуренција и ги уништува лојалните компании. И ова е нешто кое што е дефинирано како рак рана во земјите кои што се во развој, а и нашата е таква, колку побрзо го отстраниме, толку побрзо ќе зајакне економијата и ќе ја направи покомпетативна. Работиме паралелно на двата правци. И уште едно прашање, овој пат од студентка на Универзитетот ФОН, што не е врзано со економијата, повелете. Добро вечер на сите. Јас сум Искра Донова, студент на Факултетот за политички науки и дипломатија при ФОН. Ја добив таа можност минатата година на ораторските вечери со целосна стипендија да го завршам и вториот факултет, затоа што верувам дека можам да дадам допринос и да бидам корисен граѓанин на оваа држава. Имам прашање кон вас од многу хуманистички аспект, бидејќи денес како представник на сите оние кои што се соочуваат со слични здравствени предизвици како моите, имам церебрална парализа од раѓање, тоа е прилично непроменлива состојба, да кажеме. Не сакам да верувам дека нашата прекрасна татковина Македонија е тимјаник. Значи, затоа се обраќам да ве прашам колку оние права што ни се со закони и со конвенции гарантирани ги имаме, наводно имаме најсовремен правен систем и акти во таа насока, но жив сведок сум веќе 35 години дека кога ќе одам да остварам соодветно право, јас се губам во лавиринтите на нештата и треба да се докажувам со еден куп документација пред професионалци кои што ме лекуваат. Исто толку време за нешто што е евидентно и што според моje мислење, како што е во сите развиени држави, треба да се влезе во систем и наместо ние да ја бркаме државата за да оствариме одредени права, државата треба нам да ни ги соопшти тие права. Едноставно, ева јас се наоѓам на некоја раскрсница, повторно ги кажам, досега независно од која власт, мислам која партија била на власт, најчесто сме биле препуштени на грижата на нашите семејства и на нивната храброст. Вашето прашање е веројатно што оваа влада ќе стори токму за оваа категорија граѓани. Денеска навистина се соочивме со еден скандал во селото Тимјан, каде што не беше дозволено. Не скандал, тоа сакам да ви кажам, тоа е нашиот секојдневен живот. Менталитет, да, вашето прашање е што ќе стори оваа влада. Тука едноставно дали ние конкретно ќе ги добиеме вистински реално правата, затоа што сме оставени на маргините да бидеме невидливи и да се мачиме или пак со нас да си добиваат политички поени кога тоа им е во интерес. Повелете пример. Знаете дека имаме отворено диалог со сите здруженија, асоциации, федерации на лицата со посебни пречки, со посебни потреби, со пречки во развојот, со инвалидитет, со хендикеп и сакаме заедно со нив да ги унапредиме сите овие права. Македонија е потписник на конвенцијата, имплементацијата мора да ги даде резултатите и работиме на тој план. Веќе имаме одредени успеси констатирани и мора да продолжиме да имаме соодветни успеси. Тоа што го потенциравте во делот на здравствената заштита на лицата со посебни потреби во Македонија мора да биде универзално поврзано преку еден електронски систем на кој што работи Фондот за здравство, каде што буквално од лекар специјалист, смертачен лекар, аптеки, комплетно социјалните установи и слично, ќе имат една слика за секој пациент во Македонија, с кој што, а сите сме пациенти во државата, за да можат лесно да ги направат достапни и брзи услугите кон граѓаните, посебно за лицата со пречки во развојот. И тоа е еден таргет кој што сакаме комплетно да го постигнеме.
И го спомнавте денешното горко чувство кое што го имаме сите, за тоа што е отворена дебата за ресоциализација на граѓаните од домовите и децата пред се, каде што треба да бидат во домови инклузивно во населените места, села и градови сместени. Јас сакам да искористам приликата дека ако сакаме да бидеме нормална земја, а сме нормална земја и треба да бидеме, мора солидарност, социјалниот аспект, другарството, она што значи инклузивен процес, да му дадеме шанса да живее. Тоа се нашите деца. И тие деца имат шанса и треба да им се даде шанса да бидат тука во нашите средини, секојдневно околу нас. Јас апелирам кон граѓаните на Тимјаник и граѓаните на Неготино и на другите градови да ги отворат вратите. Немојте да бидеме рестриктивни. Но ја апелирам исто така на тие од социјалните мрежи кои што критички се насочија према нив. Немојте така, па тоа е друга крајност сега. Не ни треба и тоа. Полек. Тоа се нашите деца. Ке живеат тука, ништо нема да и недостасува на заедницата. Треба буквално со отворено срце да ги дадат овие процеси како можност да се имплементират. На крајот владата е тука, ако нешто фали, недостасува, ќе коригираме, ќе поправиме, но тоа што го правиме насекаде во светот, во развиените земји, така е направено. На тој начин ресоциализацијата добива во дух. И верувам дека тоа треба да го спроведе. Дека се навистина потребни коренити промени и поголем ангажман на владата. Ви благодарам, господине премиер, за учеството во топ тема на ваша страна. Благодарам на сите други учесници од публиката и тука е крајот на вечерашната таунхол дебата. Останете со Телма, имајте пријатна вечер.